По 17 години во филмската индустрија и режирани представи во институционалните театри го основа Центарот за современа уметност и култура во Битола и оттогаш се оди тоа паралелно. Неговите представи отвораат теми за инклузија, дискриминација и општествена одговорност. Неодамна изјави дека посакува да направи нецензурирана представа за Кочани, за Македонија и за премолчените вистини. Што значи тоа? Колку е слободен уметникот денес? Каде завршува институцијата, а почнува независноста? Во студијата почитувани е Јован Ристовски, режисер, театарски режисер, човек кој отворено зборува за системот, за партизацијата во културата и за премолчените вистини во општеството. Ристовски, добре дојавте во студиото на Телно. Добро ве најдовме, благодарам на поканата. Обично со уметници разговарам на ти, дали сакате да ве персирам Слободно. или но ќе зборуваме за сериозни теми. Да. Добро, што е најголем мотив или провокација или инспирација за тебе како режисер? Приказната, човекот или општеството во кое живееме? Убаво прашање. Мислам дека најмногу тоа што мене ме интересира, а и генерално историјата тоа го покажува, во суштина вистината. Пошто дури во уметноста, дали е во Париз, да кажеме во некој музеј или тука кај нас, уметноста генерално во криза. Мислам, тоа не е некоја мистерија во моментот што се случува во светот, бидејќи според мене живееме во свет каде што веќе умираат општествените системи, значи капиталот видовме до кај може да оди, социјализмот видовме до кај може да оди, комунизмот и така натаму, така да нешто како што се случувало 15-16 век, кога се појавила ренесансата, јас длабоко верувам уште од факултет дека моментално убеден сум, барем верувам од таа идеологија, дека живееме во ново време, односно време во кое се случува за мене нова ренесанса. Што ќе донесе таа нова ренесанса? Не знам точно. Фала Богу, како креативец имам одредени визии, но во секој случај, ако некојаш пред 6-7 века било се концентрирано, нели, човековата природба према себе, кога почна науката да се развива и така натаму, видете до каде е стигната денес науката само за еден век, да кажеме, од 20 до 21 век, на стварно големо ниво е развиена науката. Но порано беше фокусирано повеќе кон човекот, а сега мислам дека веќе ќе биде фокусирано како стварно дека сме само еден дел од еден огромен екосинџир и дека сме одговорни дека свеста треба да биде на поголемо ниво за нашата улога првен во светот, а потоа и во тоа што ние го нарекуваме како човечки вид општество, систем, и како ние функционираме. Моментално е катастрофална ситуацијата во светот, како што пратиме нели повести. Ти го нарекуваш ренесанса, она што некои го нарекуваат нова ренесанса. Распад на старите системи? Да, бидејќи пред секоја промена да дојде, на пример, од психолошко ниво кој ќе видите, кога некој човек поминува одредена фаза на промени, на пример, лични, приватни и така натаму, не се процесот не е баш пријатен, нели? Најчесто знае да биде болен, вистината знае да биде некојаш непријатна, дури и најчесто, бидејќи ако не се соочуваме со вистината, ако ја одбегнуваме кога човек ќе се соочи со вистината, има еден траурен период, да не речам, процесот на прифаќање така натаму. Така да истото му се случува и на општеството, додека дојде некое ново општествено уредување, да го наречеме, или ажурирање на овие општества што во моментов постојат такви какви што се, веројатно ќе цивилизацијата ќе помине еден болен процес. И мислам дека и ова денес се што се случува е дел од тој процес. Дали е нападите кон Иран, дали е војната меѓу Израел и Газа, дали е писменост или неписменоста на народот. Мислам, секоја земја си има стварно сериозни проблематики. Мислам дека од 20 век го доживеа својот врв во почетокот од 21 век и веќе преоѓаме во една огромна планетарна транзиција, би рекол. Добро. И имам надеж, се разбира, да не звучам многу траурно, ама пак ќе напоменам дека секоја промена е патот не е трнлив. Значи, само човек треба биде спремен за да сака да направи промената. Добро, многу интересна размисла како вовет во разговорот. Како театарски режисер, вработен, чија матична куќа е Националниот дом за култура во Битола. Не, Народен театар Битола. Народниот театар во Битола, просто со многу голем број представи за себе во своето режисерско CV. Човек едуциран на Универзитетот Свети Кирил Методи на Драмскиот факултет во Скопје во класата на Слободан Унковски. Значи имаме многу за што да зборуваме, бидејќи имате подпис како режисер и на
театарот и во филмот и во некои нови жанрови се пробувате. Меѓутоа, најголема инспирација, односно повод за овој разговор, за оваа покана, е едно неодамнешно интервју за факултет МК. Ми падна во очи насловот. Посакувам да направам нецензурирана представа за Кочани, за Македонија, за премолчените вистини, вели Јован Ристовски. Тоа беше неодамна објавено на овој портал. Што точно би било тоа што би било нецензурирано во представа за најголемата трагедија што и се случила на Македонија во незиното постоење? Или, еве да го преформулирам прашањето, кој цензурира во Македонија, па од тука желба да се направи нецензурирана представа? Да, денес во нашата земја, во Македонија, веќе посебно и младата генерација, сме свесни дека живееме во земја во каде што членската партиска книжка е сериозна виза, како што би добиле виза за во Америка. Така да во државните институции, верувам дека и во приватните бизнес капитални компании, исто сигурно и политика е замешана. Мислам, не ќе да шпекулирам, се разбира, но ова е толку мала земја каде што ние не можеме да се правиме наудрени, демек, па не, општеството е прекрасно, има рамноправност, нема политика, нема политизираност, така натаму, да не се лажиме, не е така. Но моментално мислам дека после сите овие 35 години независност, народов е епатичен, или има и статистики дека народов веќе нема ни доверба, без разлика која власт е, значи не е дали е левица или десница, не станува воопшто прашање. Моментално народот е стварно разочаран од се што се случи, бидејќи во 35 години ние сега ги гледаме резултатите. Уште како млад, уште како дете, да кажеме во гимназиски денови, секој се запрашував што оваа земја направила за мене. Мислам дека тие прашања се уште сум по тој пат да ги одговорам што оваа земја направила за мене. Се разбира, што правам јас за неа, можам да зборувам денес апсолутно, но во еден момент секогаш имам еден сомнеж дали државата нешто навистина нас не почитува и не сака тука да останеме, бидејќи најчесто имаме неправди. Значи цело време на дневно ниво имаме по некоја неправда, по некоја разочараност од систем и така натаму. Ова повеќе го тврдам со насловот, нели, што ти оставил впечаток кон Кочани, затоа е стварно трагичен настан. Емотивен сум некојаш на таа тема. Проблемот е од претходната представа, каде што се вика 8%, тоа е вербатим представа. За гледачите кои не знаат што е вербатим театар, е документарна представа на која се појавуваат вистински снимки, например, публиката слуша, или вистинските личности ги покануваме на сцена. Значи, актерите не ги играат тие некои ликови што не сме ги интервјуирале, туку напротив се појавуваат на сцена, ги кажуваат конкретно нивните проблеми, ставови и така натаму. Тоа е вербатим представа. Или пак актерите од збор до збор ги пренесуваат репликите на вистинските луѓе. Да, али во вербатим е дека се пренесува суровиот материјал на тон, на видео, или вистинските луѓе ги појавуваш на сцена. И тоа го правиме во 8% представата, каде што се појавуваат три учесници, односно Весната е од слепа господја, Ивана Атанасовска аутистична фиброза, кој е председател на Сдруженијето, и Билјана како представник на инвалидите, која е со мултиплекс склероза. Многу отворено кажуваат сите три од понежниот пол, нели, со кои проблеми се справуваат. И се разбира дека ги адресираме проблемите од таа представа до одредените надлежни институции, бидејќи ние како уметници не можеме ништо посебно да направиме, освен да го пренесиме, како медиум да пренесиме стварно кој е проблемот. Јас се слагам дека треба да има театар за забава, можеби дека луѓето сакаат да се опуштат, да се релаксират, ама тоа влегува во комерцијален театар. Јас со комерцијален театар не се занимавам во последните години. Мене ме интересира кој проблем го има комшијата, кој проблем ги имат моите пријатели, кој проблем ги има граѓаните во мојата земја. И се одлучив последниве неколку години да зборувам гласно за тоа. Во 8% интервјуирав, дури влегов во собрание, интервјуирав одредени парламентарци, тоа беше лето 2023 година, бев во шутка, се гледав со
низ цела Македонија патувавме, интервјуравме многу луѓе кои имаат одредени проблеми, дали се тоа родители, дискриминирани граѓани така натаму. Имаше нам фатална приказна според мене, од многу фатални од се тоа што го истраживме во тој период како уметници, правејќи ги тие интервјуа лице в лице. Имаше една приказна, не смеам да кажам во кој град, разговаравме со адвокатката и жртвата на семејното насилство, како и што се случува деновиве, што е актуелно со мајката и ќерката. Постојано е таа за жал тема актуелна и таму за да заштитам мојата актерска екипа од представата 8%, како и себе, се одлучив дека нема да спомнувам имиња, се разбира за да заштитам и жртвата од семејно насилство која беше во судски процес, дури со закана дека може и детето да го земат. Се разбира, разговаравме и со адвокатката и со жртвата, значи информациите се доверливи, проверени, значи не се директни само од жртвата. Во позадина стои одреден моќник локален или зашто? Па незиниот сопруг и како сопругот е врзан веројатно со одредени ентитети, сваќам дека овде нема правда и дека ние немаме систем. Моето искуство од сите тие неколку месеци, шетајки во Скопје, Источна Македонија, Западна Македонија, по села и така натаму, заклучокот први беше дека дека фали емпатија, дека народот има изгубено љубов. Значи во Македонија имам чувство како да луѓето веќе не се сакаат, не знам, сите се претворија во функционални граѓани за правење профит и снаоѓање во општество како да преживеат. Таа е основната мисија на секој граѓанин веќе во Македонија. Значи се изгуби симбиозата некако меѓу граѓаниве. Духот е убиен за мене. Можеби за другите не знам, тврдам само од моја лична перспектива, од искуството кој го поминав и со кој се видов со многу различни од возрасти, со огромни проблеми, до луѓе како што спомнувам жртвата, која за жал не знам дали некој што ќе види правда. Таа е една од купчето големо. Значи има многу случаи каде што еве и денес како што напомнав што прави системот. На крајот како и во 8% представата ја испраќам пораката дека системот сме ние. Јас, ти, колегата позади камери така натаму дека за да ние системот функционира така точно и дека ние сите ако работиме честно, ако секој експерт се работи својата работа честно, системот ќе функционира безпрекорно. Но корумпираноста е огромна. Од портир вајда па до доктор, претпоставувам. Каде може да се погледне 8%? Игра на некој репертуар на некој од не, театрите? бидејќи АТО е независен театар, нема зграда, мислам, немаме такви приливи на буџет или таков тип на динамика на работа за да можеме да бидеме тотално самостојни. На наредниот четврток во Народен театар Битола на нова сцена се игра представата. Представата овој пат е поддржана од француска амбасада. И АТО ќе прави 5 години, така да ќе правиме јубилејна. Кога велиш АТО, мислиш на Центарот за современа уметност и култура, независна театарска сцена, што ја формираше ти пред неколку години. Да, тоа е суштината на АТО, независна сцена. Зошто ти требаше независна сцена? Немаш доволно простор да се изразиш во твојата матична куќа или повторно да се навратиме на Кочани, бидејќи ми должиш одговор на темата што би била таа нецензурирана представа? Кој ти прави цензура во институционалните театри? Сам да кажам, затоа спомнав 8%. Например, во 8% не се спомнуваат кои се тие ентитети, кои се тие имиња, презимиња, на кои позиции биле и работеле. Така да тоа не можам да си го дозволам, бидејќи јас не сум ни, како да кажам, не сум ни државен театар, нема кој да ме заштити. Така да затоа се одлучивме само да раскажеме детално таа приказна во представата, без да се спомнува град, име, презиме и така натаму, во име на жртвата, во име на адвокатот и во име на актерите. Ако стоеше институција за практично доаѓа цензура. Ако стоеше зад ансамблот на 8% институција, на пример, Народниот театар, ќе ги кажевте со имиња и презимиња тие моќници што вршат семејно насилство на жената? Се сложувам, но видете, системот не работи, како што и самата председател тоа го кажува, како што видовме последниот настан со мајката и ќерката кои се фрлија, нели? Така да на кој да им уверувам? Кој мене ќе ме заштити? Така да од старт сме свесни каде живееме, бидејќи сме биле сведоци со сите интервјуа колку системот не функционира и така натаму и така натаму. Ова што го спомнуваш со АТО и ќе стигнам до Кочани се сеќам тоа што беше пандемија, конкурирав во Министерството за култура во програма за независни проекти, каде што ми додели еден
буџет со кој, кога го покажав пред еден филмски продуцент, мој колега и пријател, викат, па со овој буџет, вика, можете да набавите, не знам, чевли, хулахопки, некои одредени ствари за актерките и толку, значи нема буџет, нема пари. Идејата беше да направам прва професионална представа на знаковен јазик, која ја направи, се разбира, се вика 3. Инспирирана е по Марко Цепенков од народните приказни од Прилепскиот регион. Таа представа се уште се игра. Имавме меѓународна турнеја, турнеја низ Републиката и така натаму. Што се случи? Се сеќавам, за да можам да побарам донатори, отворив здружение. И сакав да се откажам од тоа, но глумците рекоа, Јован, чекај, не се откажај, со овој мал буџет, ние ќе играме за 50 евра, 2 месеци ќе работиме за 3000 денари. Не е проблем. Така да актерите ептен стоја за идејата. Го отворив АТО центарот, како правно лице го регистрирав и после се сеќавам, мислам дека беа точно 68 мејлови пратени на секаде. Од сериозни капитални компании до меѓународните заедници и амбасадите. И еден ден се појави еден прекрасен мејл од ГИС, тоа е меѓународната агенција за меѓународна соработка на Германија, од Министерството за економија и надворешни работи на Германија. Имат канцеларија, нели, во Скопје, и се нафатија и тие ја препознаа всушност идејата. Еве до ден денес, веќе 5 години, бидејќи сме први... Зборуваш за представата на гласовен јазик. На знаковен јазик 3, која 5 години се уште се игра, да. И стасуваме до Кочани, бидејќи времето минува, а имаме многу за разговор. Бидејќи ова ми се случи со 8%, Кочани е последниот повик според мене, бидејќи претходно нели гореа болници, гореа автобуси и така натаму. На секој 2,5 години се случува трагедија од поголеми размери. Ова во Кочани беше врв. Имаш впечаток дека се разбуди општеството? Па видете, според тоа што се случи со граѓаните во Кочани после трагичниот настан и изборите како се случија таму, јас сватив дека нема надеж. Самите кочанчани ми се чини ги избраја повторно одредени луѓе, од таму пратете се мешани приказните, таму нема една партија политичка, значи сите што биле уназад биле од различни политички партии на владение. И вие сваќате дека имаме проблем не со левица, десница или некоја си коалиција. Имаме проблем со сите кои се од политичката структура и тоа ми се чини погубно, е срамотно. И не гледам надеж. И кој би бил наративот? Надеж гледам само во младината, која што или се одселува, и тоа не само сега, последниве 20 години тоа трае, и повеќе, али интензивно последните 20 години, или одредени млади луѓе кои работат, куцкаат во IT фирми за странски пазар, американска фирма, европска и така натаму, кои земат добри примања и остануваат да работат тука. Но сваќам дека тоа повторно не е од државата. За да ние имаме тука луѓе и останат млади луѓе, треба да вложиме во нив. Добро, и во таква ситуација каква што ја опишуваш, кој би бил наративот во таа приказна за таа представа за Кочани која би била нецензурирана? Може ќе звучи многу чудно, но рефлексијата од другата страна се деси. Бев сведок бидејќи раководителот на Прилепски театар Михајло Миленковски ми е колега, сум работел со него, сме го отвориле Крушевскиот театар 2013 како ентузијасти, каде што во меѓувреме дури изградија, го реконструира целиот објект по една иницијатива која беше од наша страна бесплатна. И од сите театри се сеќавам државата после се раздрама, сите фирми, значи дали е приватен капитал, државен, небитно, или државна институција, сите беа потресени. Дали имаме црева, дали имаме пожарникарски опреми, дали не затвора, дали имаме парачење, значи сите почнаа веќе да страдаат. Се сеќавам во сите продавници што продаваат противпожарникарски апарати и се што се однесува кон пожар, мислам дека добар промет направи, претпоставувам, за да не ги затворат институциите и фирмите. Дали сега некој проверува дали има противпожарни? Не знам, не сум во тек, нити сум стручно лице, тоа инспекција може да каже, можете нив да се обратите да ги прашате, но што се случи во однос на театарот? Прилепски театар, Војдан Чернодрински е затворен регуларно. И тоа е единствениот државен објект
во државата, кога беше Кочани пожарот, се затвори најрегуларно. Влезе инспекција, се јавија самите, бидејќи мислам дека сите директори од театрите во случајов зборувам, се јавија на надлежните институции за да дојдат инспекции да проверат дали нели се регуларни институциите за продолжат да работат. Прилепски театар, уште од студент кога бев, се распаѓа покривите од тие трските на таванот. Значи, театарот е во распад, сум режирал таму, секоја чест на актерите и така натаму, значи таму има добра екипа. Тој театар е шупа, тој се распаѓа, тој е од Југославија недопрен, ми се чини објект, во распад објект. И супер е што се случи тоа, но што е шокантното во оваа приказна? Сите државни власти или граѓаните од Прилеп имаја лош како да кажам, лош наратив зошто Прилепски театар е затворен. Значи, пратете, нив му требаше една година, предпоставам на прилепчани, на прилепските колеги исто така, и на одредени државни политички структури да го поздрават тој потек, што генерално Мики, односно Михајло Миленковски, пошто како одговорен раководител, тој е тој што го викна инспекторот и тој е тој инспектор што кажал дечки ова мора да се затвори бидејќи нема услови. Поддршката кон Михајло во случајов, односно кон Прилепски театар, ја немаше. Јас знам дека тој страдаше, дека тој никој не го поддржа. Пратете, прави нешто законски, прави нешто честно, прави нешто праведно и однатре и однадвор луѓето на тоа му рефлектира многу негативно. Јас бев фасциниран од таа приказна. Како може нешто, конечно нешто се прави по закон и се затвара театар законски за доброто на публика, на актери, значи како ја кажам. Сите се љути. Сите се љутат заради тоа. Место тоа да го поздрават и да кажеме да, ова е пример како би требало да функционира една државна институција според закон. Добро, не добивам одговор за Кочани, каква ќе биде представа во неколку реченици само. И дали некој те цензурирал до сега? Приказна... Дали кај нас цензурата е автоцензура или има и директна цензура? Си бил ли ти жртва на цензура во Македонија? Кој те цензурирал тебе? Не би зборувал тоа јавно многу, но тоа е најчесто цензурите знаат во театар да се случуваат на едно подипломатско ниво, би рекол. И дипломатски вие избирате, зборам за државна институција, дали да, дали не, и така натаму. Значи треба човек да е свесен и опрезен и да знае кога и како вие ќе реагирате во цела ова систематика. Не ќе звучам многу црно и така натаму, но од она искуство што поменав од 8%, тоа што се случува и во Кочани и сите претходни трагедии, не ќе да критикувам државата дека не чини, бидејќи државата е составена од граѓани како мене, тебе, како што кажав и колегата зад камера. Државата добро не чини луѓето. Сме ние. Тоа значи дека сите кои работат во државните структури и во приватните, ние ја градиме државата, ние го градиме системот, што значи стварно треба македонецот да го стави веќе прстот на глава и да рече чекајте што правам јас овде. Што јас придонесувам за општество, дали јас сум корумпиран или не, дали јас на пријателот влегува кај мене првен на преглед или е регуларно мој термин. Го доживуваш театарот како огледало на општеството или како нешто што би требало да промени? Имаш моќ да смениш нешто низ представите? Ова е многу сериозна тема. Моментално само до некојаш театарот менувал многу, до самата појава на камерата, односно фотоапаратот, па нели филмот. Се разбира дека театарот може да менува и да влие. Во минатите векови, пошто една од најстарите уметности, имала огромна моќ. А сега помина театарот век борејќи се со себе, а и со филмот, како индустрија, телевизијата како медиум, дигиталните медиуми и така натаму, но во секој случај сето тоа е илузија, а театарот на еден начин можете да го таа илузија е вистинска кога е настана. За мене театарот е единственото легитимно место на сцена каде што може човек да ја живее слободата.
пошто таму можете да искритикувате. Само на независна сцена? Не. Во зависност се разбира од политиките на еден менаџер во театар или велиш, цензурата во театарот е по дипломатски, по мека. Не, а кога ти се случува, пошто сум имал и такви искуства, или реагирате дипломатски или ригорозно и викате чао. Не, како ја спроведува тој што ја прави цензурата? Тоа беше прашањето. И дали ти си бил жртва? Рече не сакаш да збориш отворено тоа. Од типот ова не ни се допаѓа, вака не се договоривме, ме сваќате, значи и знаете или ќе изгубите работа проект или нема да изгубите. И прашањето е дали вие ќе се нафатите или не. Затоа излегов, затоа тоа е составено каде што нема некој да те регулира, на пример, бидејќи има одредени кои ќе кажу викат ние сакаме комедија, тоа е тоа и толку. Добро, велиш не сакам да звучам многу црно, но се чувствува голема доза на резигнираност, особено како што велиш откако ги ја прошета Македонија за потребите на представата 8% и дозна многу работи. Претходно сепак живееш во Македонија. Не си го доживеал тоа на своја кожа, не знаеше дека живееме во вакво општество во како го опишуваш. Апсолутно дека знаев, но видете, само бев еден граѓанин како и останатите граѓани кои гледаат вести и така натаму, ама кога ќе ги видите тие луѓе во живо, кога ќе останете кај нив дома во шупите, во шутка таму каде што не се изнавидов, или во Струмица на одреден родител кој што има дете со церебрална парализа и така натаму. Кога ги гледате во живо луѓето, ја знаев, само не знаев колку многу е тоа страшно. Таа е разликата од пред и после искуството со 8%. Добро, сметаш дека остана здраво ткиво во Македонија? Од каде тогаш велиш имам доза и на надеж? Веројатно во се ова што го опишуваш, што во голема мерка е точно, бидејќи системот е нефункционален, институциите немаат доверба, односно луѓето немаат доверба во институциите, а луѓето пак ги прават институциите и секоја позиција си има име и презиме и такви сме какви што сме. Прво, како се доведовме во оваа ситуација? Дали е тоа резултат на оваа транзиција? Загубивме едни вредности што ги учевме во социјализмот, вредности на еднаквост, скромност, па влеговме во капитализам можеби недоспремни, неосвестени и ни се случува ова што ни се случува и каде е излезот? Виде, ова е прашање за политички науки и други експерти кои подобро можат да ги одговорат овие прашања. Мојата перцепција, видите, ние сме земја кај што сме имале 2 атентати на наши председатели, мислам, на самиот старт. Еден официјален атентат бил. Еден официјален. Па добро, јас лично веројатно авионот што паднал на Борис го доживувам како еден вид атентат. Неофицијално, како што кажуваш, дека тоа не е атентат официјално, нели? Но сам да кажам дека оваа земја тргнала, предпоставувам, збунета и многу наивна, бидејќи претходно си живеела, веројатно претпоставам, многу комфортно во претходниот систем и не знаејќи кој хаос ќе следи така натаму, еве тоа што се случува. Корумпираноста според мене е најголемиот проблем. Значи, непочитувањето на вредностите што ги носиш како човек кој работи, придонесува нешто во општеството. И таквите луѓе дури повеќето и се селат веќе. Мислам, јас бев дел од листата за селење, да кажам, сакав да заминам од Македонија. Бидејќи во таа фаза никогаш не верував дека воопшто ќе бидам примен во Народен театар Битола, на пример. Мене многу голем сон ми беше, али на 22 години. Мене ме примен на 30-31 кога тоа сработев со Раде Шербеџи филмот Ослободување на Скопје. Се сеќам дека имаше конкурси масовно низ цела Македонија. Сите стегде конкурираа во сите можни театри, јас се пријавив само Народен театар Битола и викам ако ме примат супер, ако не, тоа е веќе ќе си ги пакуваш коферите. Тргам, па веќе бев во фаза на припреми за искрено за американска виза за што му остана? Веруваш дека работите може да се сменат на подобро? Остана здраво ткиво? Дали сме на пример како народ мрзлив или трудолюбив? Кој е твојот впечаток? Мислам дека велиш корупцијата е главен проблем. Што друго е проблем? Мислам дека трудолюбивите луѓе имат се уште трудолюбиви луѓе и оцелени трудолюбиви луѓе и поголемиот процент на мрзи се останати тука во нашава држава. Македонскиот народ е се уште несвесен за себе. Мислам дека на македонскиот народ допрва му следува иницијација, она што
Карл Густав Јунг. Значи допрва македонецот ќе се спознае себе си. Меѓутоа моментално мислам дека струфаме повеќето па дури по младиве генерации струфаме на површина кои се нашите вредности, која е нашата историја. Значи се е малце на форма, малце знаме античко, малце конјот на Александар, малце Крушево, малце Асном и нешто некако све е тоа на површина. А позади сето тоа, кој ќе се човек се посвети подобро и во образованието исто така, мислам дека македонецот допрва ќе биде запознаен со себе си, кој ќе се запознае со сите своји стравови, проблеми, вистини, некажани вистини на глас, тогаш ќе се подобри државата. Добро, ако еве сега инспириран од разговоров, кога зборуваш за тоа што не треба, односно какво е општеството го опишуваш или какво не треба да биде, а за жал е, ако во една реплика тоа би го сместил. Што би кажал, како би звучала таа реплика? Бидејќи Закочани не ми кажа конкретно што ќе донесе таа представа, кој наратив ќе преовладува, во кој правец ќе оди? Храброст. Ако зборуваме за Закочани, треба да донесе храброст и надеж, особено, мислам, према граѓаните во Македонија, али особено и према младите. Значи, на младите во Македонија, например, ние имаме проблем онде со граѓаните. Повеќето луѓе нема чувство на патриотизам. Не можат да го препознаат. Тоа е сериозен индикатор кој што наговестува дека чекајте луѓе што направивме во овие 35 години. Време е да направиме еден сериозен ребаланс, да ги признаеме сите наши грешки и во ред. Знаеш, кога човек ќе биде искрен и кога зборува вистината, првата стаза според мене, првото скарило за да човек да може да оди нагоре и на приватно ниво и на општествено на државно ниво. Да се направи многу страшни работи овие 35-6 години, но време е да се преиспитаме, да признаеме и да се запрашаме што сакаме. И сега е на контрадикторност. Ако после Кочани не ставивме таква црта и не рековме ова е крај, не можеме понатаму вака, а од друга страна имаме млади, вредни, талентирани деца, паметни. Не само млади. Тие се надежта веројатно. И каде сме меѓу тоа што не се освестивме по Кочани, а имаме потенцијал? Видете, пред неколку дена само еден многу краток разговор разменав. Го носев на доктор моето домашно маче на ветеринар. Оттаму со транспортерот карши еден нов убав простор отворен во Битола. Дозволено е со милјаничиња да влезеш. Влегувам, имаше млад шанкер. Седам на шанкот. Дечкото беше љубезен, препријатен, ме послужи се што побарав што нарачав. И го прашувам, викам, извини, колку години се? Кажа дека има 22 години. Почнав, пошто тоа мене ме интересира како човек, како режисер. Му викам, кои ти се твоите проблеми? Што е тоа што ти се допаѓа, тука што е тоа што не ти се допаѓа? Неговиот одговор беше, вика, на никој не му е гајле за младиве, на никој не му е гајле како ние можеме овде да креираме живот, дека се занимаваат само со глупости. Пратете еден млад човек на 22 години што ми раскажува, додека паралелно студира и собира пари, додека работи како шанкер. И тој вика, јас ако вика правам во оваа земја, за Битола зборувам, во Битола ако печалам, ако имам плата 1000-2000 евра во иднина, не знам дали сакам да ги трошам тие пари тука, бидејќи малце понадолу на Македонија многу се подобри земјата. Тоа е еден човек. Вие да прашате 200 луѓе, 300, 500 млади луѓе, слични ќе бидат одговорите, кои се нивните мислења. Првен треба да си признаеме што не знаеме, да ги признаеме грешките во минатото, зборам за политичките структури, ние граѓани како народ, и да кажеме дали е првен да ја сакаме оваа земја. Ако ја сакаме, супер. Ајде да одиме следен чекор. Како ние со таа љубов што ја имаме и таа свест да порасне, за да направиме ние подобро општество. За крај, ќе успееш ли во земја во која царува корупцијата, како што самиот велиш, и политиката го има последниот збор, да составиш ансамбл, да составиш актерска екипа и да направиш таа представа за Кочани?
Сериозна намера ти е тоа или Да, секако. Или ќе паднеш под цензура и ти? Не, Под тој дипломатски? не, мислам, не бидејќи од страна на вашата страна во телевизиите новинарите веќе многу детали има дадено, кој бил на власт, кој се минјата, кој се презимињата и така натаму. Не станува збор само за имиња, презимиња и политички структури, туку станува збор и за свеста како и самите луѓе, дали се Кочани или граѓаните на Македонија, дозволиле таа трагедија да се случи. Ме сваќате, значи треба да бидеме пресурови во таа представа, не во однос на загинатите деца, кои биле тие, туку кои се тие што го дозволиле сето тоа. Од психолошки аспект, не само као овој од ВМРО, овој од СДСМ, овој бил градоначалник, овој не. Тоа се само информации, нели? Работата е што е толку проблем ментален кај македонецот што си дозволува секој ден на дневно ниво да прави корупција. Дали ние сме нормален народ, веќе се запрашувам, искрено. Дали ние живееме во здраво ментално општество? Значи, тие се, според мене, битни прашања, за да ние стигнеме до нешто такво, бидејќи тоа не е нормален настав. Представата ќе ги отвори овие прашања или ќе даде делумен одговор? Ќе ги отвори прашањата да се преиспитаме, се разбира. Одговори нема да нудам, бидејќи одговорот треба секој сам да го помени патот за да стигне до вистинскиот одговор. Јован Ристовски, благодарам многу за учеството во денешното издание, да се кажем. Фала. Почитувани, тука е крајот на ова издание. Останете на фреквенцијата на Телма и имајте убав ден.